Да пазите кога играте пинг-понг да не ви се случи вакво нешто па да не можете да го извадите. Ај локалниот манијак да ми помогне. Појако дечко. Фала. Добро, фала ти. Одлично. Поздрав. Денеска имаме добра емисија, одлична емисија имаме всушност. Прв гостин денеска ми е еден дечко кој свири во една од најдобрите, најквалитетните групи во Македонија, ги ценат и ги сакаат исто и во светски рамки како и во Македонија, нашата национална гордост Супер Хикс за нив станува збор и за нивниот фронтмен Петар Младеновски, Пеце Супер Хикс. Со пожарна дојде. Ти благодарам. Пеце како и секој добар гостин нели доаѓа со може повели седни си. Да, ова е сега да кажем еден мал подарок скромен од нашиот спонзор, тоа е фармата при викендна собота побожи за јаболка. Да, земам да видим. Знам дека фермерите се многу популарни, пробај. Прскани, непрскани. Непрскани, пази има, чекај. Да, може. Добра е. Може само забрише. Не, да те забришам ја да не знаеш. Ајде, одлично. Фала ти. Касни си. Добре? Одлично. Може ти да си земеш, правиме пауза. Сакав одма да те прашам нешто, може? Не, 4 секунди пауза и се враќаме назад. Вемолам джингл, режисери, работете. You are saying, my friend. Сега да те прашам нешто. Зошто ти се вика емисија 1-1 имаш по 2-3 гости? 1-1, а 2. Значи не 1-1, гледа го лобода. 1-1, а 2. Значи 1-1 на тројца. Да, така нешто. Значи не 1-1 на 2, туку 1-1, а 2. Знаеш што ти е лошо кога човек очекува сцена 1-1, а добива сцена 1 на тројца. Популарни беа тие филмови на времето, не знам дали ти текна со Рон Джереми, Роко Зифреди, кој што сега е повлечен од мајстори на групните игри. Апсолутно. Пеце, да ти честитам ја нешто сега. Ајде. Ја мислам не си дознал бе. Не, сум дознал. Ајде, машко, женско. Дека роден ден ми беше? Да. Машко. Машко. Одлично. Колку 3 недели? 3 недели. 3 недели. Никола се вика. Никола Младеновски. И Никола Младеновски знае проектили вакви. Да, многу интересно. И како се осеќаш вака? Абе весело е како да ти кажам. Еден ден ќе доживееш и типа дај Боже. Се надевам. Освен ако не дај Боже не си плоден или не дај Боже да се помрднеме. Овие други популарни денесни спортови како што е стерилитетот и слично, не дај Боже не ти посакам. Да, не сакам такво хоби. Во секој случај весела работа. Весела работа. Весело. Сега кога дојдем на свирка не го држам веќе басов вака, него вака го фаќам, па после продолжувам со. Што ти кажам? Одлично. А со Супер Хикс како оди работа? Добро оди работа, се спремаме за таксират и се надеваме дека ќе има од тие присутни 4-5 барем 4.000 за Супер Хикс. Како и обично. Како и обично, да. Раде ја пуштив и се надевам ти се допадна тоа малку што си поиграв преходно диџеј со песната. Зашо не сум чул што си поиграл парт 2? Па не ја примети. Ако може пак да му ја пуштите ако ја најдете, добро. Може скречу и да правиш. Би снимиле ли Раде парт 2, парт 3 као Металика Unforgiven да биде? Или као Металика нови песни The Day That Never Comes што е малку не. Попушти малку да чуе. Еве. Забележи го. Еве го играњето диџеј фактички. Ја дигаме и сега ја спуштаме, Пеце. Кажи колку е добро. Можеме да го направиме. Јас као оној, како се каше, Дерик Настич. Баш како него. Нели? Таксира 10, првите 2000 карти се со цена од 300 само денари, но тука народот има тешка одлука. Оние што имаат само 300 денари да дадат се мислат Аца Лукас или таксират The Roots, Марки Рамон и Супер Хикс. Тешка одлука да ти да си од страна, да не настапуваш Шобин Април. Има многу замислење. Ти вака, каде ги имаш двата штанда, оде викаат Аца Лукас човече, оде викаат The Roots. Види се вака. И едниот и другиот се рок-н-рол. Марки Рамон и Аца Лукас, кој ќе ги видиш во фризуриве, нема некоја голема разлика. Значи едниот има полуџигер и другиот има целосен джигер. Со научарите на Џој наликува. Со научарите на Џој Рамон, мислиш на? Да.
Да, и вокално се тука некаде, не знам што да ти кажам, стварно. Биодел на двата, ако имаш финансии, сигурно. Може да, чекай да не се исти датум тоа. Не се, мислам дека на 21-ви Знаеш, ние му предлагаме на логин да направи во една сала Аца Лукас, а во другото, мислам дека тоа ќе беше еден од најуспешните проекти на Литиум. Ама добро, ете, се решил некој друг. Не, човекот е рок-н-рол икона во Србија и кај нас веќе станува, не станува е доста голем. Точно. И му посакувам успех. Ќе свириш со Марки Рамон. А може не ќе се распадне, па ќе дојдат неговите другари и ќе се викаат кад би био Аца Лукас, разбираш? Тоа ќе биде доста интересно за гледање. Се помислата. А ќе свириш со Марки Рамон, кој ти бил валјда, ми се чини дека Рамон ти се идоли од детството? Да. Онака имаш ли некаква нервоза, некоја си трема пред настапот? Ќе го запознаеш и човекот? Па не, се искрено ти кажам, доколку требаше да одам на таксират, ќе одев само заради Марки Рамон, а немаше да одам на Аца Лукас заради Марки Рамон. Да. Да беа само Руц и Свајзак? Добро, Руц, Свајзак ништо не ми значат, искрено ти кажам. Ама за Руц и за Марки Рамон, да. Посебно за Марки Рамон, затоа што е единствениот жив член од таа банда која што ја обожавав кога бев клинец. Добро, ние сме банда Инструментале. Да. Инаку го сретнав човеков на овогодишниот ексит во хотел. И тоа ми беше онака шок, знаеш, затоа што ми беа идоли од детството и уште ми се, за жал повеќе не се меѓу живите, повеќето од нив. Ама како ги фати годините, некога последно 2001, 2002, 2004, некога сите почна да одат. Диди. Да. Прво Диди отиде, па Джои, па Џони, мислам дека последен му направи статуа во Њујорк. Го чекаат овој. Марки, не дај Боже. Дај Боже. Добро, пази, има они други, Томи Рамон беше Сиџеј Рамон басиста. Ако се сеќаш, ама не сеќаш, ти мал беше. Не, Сиџеј Рамон, former members, не. Former members. Така да го сретнав човекот и да ти кажам доста пријатен, доста скромен, вака нормален и екстра фац. Браво. Едва чекам да го видам, а не го фатиме затоа што настапија наредниот ден, ние си отидам. Знаеш што се свиреле со многу познати имиња на концерти, само неколку од нив швеđаните, The Hives, англиските легенди, Sex Pistols, мислам за фестивали, да речам. Фарел Вилијамс, Нерд, нели со него. Добро, ова се имиња од Ексит, што ги кажам. Има може да се запознаеш со... Не, сега ти кажам, ова значи сега што спомне само, еве ти го назад. Да бе, Exit 08. Кажеш после ти направи проблем. Значи ова се само имиња од Exit 08, а инаку од оние фаци што ми се најдраги што сме ги запознали ми се Хенри Ролинс. Ману Чао, добро, тука нема збор за дружбата што се случи тогаш пред неколку години. А се видовме и на Exit. И тоа многу фер, многу културно изреагира, човекот се расправаше со вратарите за да не пуштат да се видиме во бекстејџот, да. Затоа што тоа беше 2 дена по нашиот настап. И така, еден куп фаци, меѓу кои најдраги мене ми се дружбите со Fishbone, со овие како им беше името и овие другиве. Од овие бендов популарни што беа едно време. Ти текна. Да, после се распадна. Се распадна. Па дојдоа како добар бенд. А има него што е дигнат онага што се прави манго? Па не знам сега за Пол Велер се жалеа оваа година многу да ти кажам. Да, дека. За Пол Велер се жалеа дека бил ептен фаца што барал све до грисина, ако му стоело ова грисина требало да има. Па баш како не била грисината солена, барал да му е досолот и така натаму. За Игипов Луцер ке барал. Игипов знам дека не Игипов имаше доста шеговите вака рајдер листа. Значи во редерот бараше како беше она на Рамбо последното, може и пешкир, ама не мора да е нов, макар и стар бил, ама чист. Тоа така баш пишуваше. У тој фазон, да. Значи имаше еден куп такви барања. Following Criminals знам дека беа доста незгодни. Озбилно? Да. Мада вака за дружба беа супер, ама во однос на барањата знаат. Организаторите главата не знае лека. Тоа сега литиумци, можеме да замислам како им. Што научивте од сите турнеи? Песе, вие се утепавте од идење по земја, лал нека ви е стварно секоја чест. Бројте ли уопште колку концерти имате надвор од Македонија? Па види, ние како сме по Европиве, има едно 8 години. Така, 2000 година ни тргнаа тие турнеите и... Од кај почнавте од Велес? За надвор од држава? Не, од кај почнавте надвор од држава во Тетово. А инаку за странство кога зборуваме, тргнавме од Хрватска и така натаму. Не, па низ Македонија свиривме претходно, знаеш, фазонот беше тоа што ние до 2000 година не бевме толку популарни во медиумски оквири. И со глупави песни се расширивме. Инаку другата година славиме 15 години. Добро. И сме тука па бујром луѓе на ќе правиме голем концерт. На роденденска журка. Добро. И кога одите на турнеи, како ти изгледа еден типичен ден? Не знам, кој си on the road,
прави супер хикси сте алудирам на ликов од стриповите? Па јас се надам дека ќе зирнеме дел од материјаливе. Да, има. Изгледа тоа, обично се патува со комбе. Добро. Со се инструменти. Најдобро организирана европска турнеја, за жал оваа година не ја реализиравме. Што требаше Франција да иде? Да, требаше да идеме во Франција, имавме 15-20 датуми. Ајде да не кажам сега дека не добивме некакви ноти од министерство и така натаму по амбасади по се искомплицира, значи најдобрата турнеја не ја реализиравме, значи со сите барања што може да се ги дозволи луксуз еден поголем бенд во европски рамки. Например? И не се случи. Па не знам, хотелски, полуксузни апартмани, авионски. Аха. Значи некоја звезда плюс бла 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 и така натаму. Да, меѓутоа не се случи, за жал. Тука еден апел до и надлежниве сите органи да помогнат, да не одмагаат, да помогнат кога станат збор за вакви проекти. Да, а инаку класична турнејата изгледа седнуваш во комбе. Пишувате песни додека сте на или не? Па не знам, не се случило, обично се случува да се направат reversible варијанти на тоа што сме го направиле. Значи ако имаш песна од типот на знам дека љуби, се враќаме со идеја да направиме песна од типот така, или Раде можеби ајде да свириме сега од Г па од овако. Као што направив нели големиот диџејски потек сега што беше. Да. Да. И што се да ти кажам, значи седнаш во комбе, по 15 сати излегуваш од комбе, ма ваков си. И треба да свириш. Ваков си, мораш да освириш вечер. И обично тоа се клубови, фестивали и така натаму, сега да не шириме многу. Кажи ми, како ја ќари твојата сопруга со која си срекнал? Се навеам срекнал. Слушај, тој колеги од Ексклузив мора да ти рекле, слушај, чепни го. Буцни го за Елизабета, знаеш, имам искуство мало упулсирање, така ми вика, слушај, чепни ги малку за тие незгодни теми. Така и ти сега мене малце да ме чепнеш. Како ја запознав? Не, како ја ќари, со кои зборови, како се однесуваше? Добро, ти... Значи, накратко, не мораш дека ти ќараш со добар збор. Со добар збор. Не ја ќарив со добар збор, со добра песна ја ќарив. Озбилно? Да. Сака да те гледа кога свириш? Сака, а и таа е добар вокал. Така. Не знам дали знаеш. Беше популарна на времето во групата Бум. Ти текна 4 девојки, јави се нешто. Ој, како не, јави се, само изнајди повод. Да, само изнајди повод. Но знај... Но не се да бидам повод. Да. Тие беа тие. Добро, не дай. И сега што е името на албумот кој уште е актуелен? Задоволен си како помина? Па да, задоволен сум, само малку доцниме преходни албуми. Така да. Добро, овој мислам дека студиски најзрел од сите албуми. И во однос на материјал, мене ако ме прашаш сега, што знам, лично добро. Музичките критичари га што и нема. Освен една-две критики што добивме, исто тврда дека е еден од позрелите материјали. Што знам, луѓето треба преслушаат и да кажат. Меѓутоа да, доста сум задоволен и еве ми звонат сигурно сега да ме прашаат дали е се борец со материјалот, а е. Ми се допаѓа албумот. Да, албумот беше сниман во Хрватска и постпродуциран во Америка. И тоа го прави она што е продукцијски едно од најдобрите дела. Сега малку ни е минус наш личен и на литиум тоа што уште немам изработено видео запис за некои темиви, иако е еден во подготовка. Треба да биде откачен како претходните. Па знаеш, ние сме секоја што откачени, ако нема нешто како вика за претходниот спот, ако нема веќе што да ти даде овој сценографот, како си тоа, не сценограф, режисер. Ај сега играјте нешто, откачени сте демек. Ајде, добро, откачени. Не, мислам дека сега малце ќе избегаме од таа шема, ќе направиме малку посериозни видеоизданија со прича што викаат и така. Ќе има прича, знаеш. Да. Па стално имало приказки. Да, добро, и Раде имаше добра прича. Добра приказка. Само многу луѓе не прашуваат зошто е модер на крај. Зашто? Од модриот патлиџан, веројатно. Јаки беа главите. Тука изгледавте онака паметни момци изгледа. Овие свират скапанка, ама види колка глава имат. Мора да се мудар. А за да бидеш мудар, треба да бидеш модер патлиџан. Да, баш така. А ќе свирите на таксират албумот нов, ќе свирите песни или тоа сега што ме прашаш колку ќе свириме, така? Колку, да. И што материјал? Претпоставам. Да, мислам дека тоа сега да прашам. Добро, види. Ќе свириме некои час и половина. Аха. Повеќето хитови ќе ги исполниме познати на Суперхикс и повеќето од новиот материјал од новиот албум, затоа што нема доживеено концертна промоција. Фудбалов го пратиш уште 100% и покрива врските со малиот Никола. Батистута и Креспо више ти се уаут апла. Добро, Креспо игра, ама шо игра во Интер. Тапа е нешто во последно време. Тоа ти е доволно. Кои ти се сега фаворити?
Абе, јас сум фан на Барса, во принцип. На Барта. На Барта? Да. Барселона. На Барселона, кома Валенција, 0-0. Си, сеньор. А инаку, што знам од ова, англиска лига ми е некако најактуелна моментално. И овие Хал ми се доста интересни. А знаеш зашо ми се интересни овие Хал? Не заради амблемот ми се. Не само заради амблемот, туку затоа што имаше еден албум на времето од Хаус Мартин, се викаше London Oh Hal 2. И тогаш прв пат слушнав за овој тим кој што беше во некоја тамо 16-та дивизија лондонска или англиска и дојдоа луѓе во прва лига и замисли ги биди ги ломпрат. Мене ми се свига заради амблемот зашто ми се како агенција за обезбедување. Ти текнува како ви ми е? Тигар имаат еден олкав и пишува Hull City The Tigers. Па добро. Кај нас повеќето тимови се како агенција за обезбедување, па мора да се снајдеш овој да се отидеш жив дома. Така што тоа не е ништо овој. Пратиш ли ПЦ освен музика и фудбал, политика? Па да. Ти важиш тога за интелектуално човече. Па не знам, седници, гледаш седници? Седници на влада или на собрание? На парламент, да. Или на овие, како се ка, комисии при влада. И тие ги следам. Со тајна тетка, постара така маца со подбрадок, што ги води седници, како си каже, па ти ајде, ти ова, кажи ти. Да, ги следам, да. И кој ти е највака лик што е закон? Моментално? Моментално. Знаеш кој ми е најлик? Оној од Титови леви сили ми е... Гриновски. Гриновски, да. Так. Не знам, едно сабајле се разбудив преди избориве со еден флаер во... со еден леток во Сандачево. Ја немам видено подобро дизајнерско решение и идено решение за... Човекот беше вака, човекот беше вака застанат, вака. Ми паднал. Па се исплаши бубата од тоа. Не, чекај. Мора Бубата се иде и викаш. Не, сериозно сум, многу го ценам тоа што го прати, мислам дека се искрени. Вако беше чеко. А пишуваше нешто? И горе пишуваше сега му е мајката. Ова! И горе Титови леви сили. Стварно му е. Не, сериозно сум, тој ми е лик онака. Мислам дека со него многу работи би се случиле. Би. Кога би. Инаку да ти кажам искрено не сум фан на политичари генерално кажам. Не, општо земено. Па да, во принцип сум бил аполитичен од секогаш. Пушташ уште музика под псевдонимот DJ Pedro? Вчера се случи одлична журка, да ти кажам право, во Кастро. Да, во Кастро. И се случи реге журка со Чарлито, Растаран, тоа е Зоран, беше Растаман, па сега е Растаран. Иренска и со Айри Пайрат. И се случи многу добра реге журка, да ти кажам, ја имав свој сет. Така DJ сет? Да, имав мој DJ сет со бројни ремикси и овој аудио изданија. Реизданија секако, да. На винил миксувани. Не. На винилна пластика не, само на мали пластики. А, така, мали пластики. Мали пластики. И лесни се за вртење, баш каде. Да, не сум пуштал одамна, ова беше вчера по подолго време сети, да ти кажам, така си се отворив некако. Публиката онака лудило. Не добра журка, ептен супер. Браво, супер се. Браво. Ако имаш некојаш пак, ќе те викнам и тебе, па ќе направиме некој заедно back to back ќе пуштаме. Back to back, човече. Да. Како овие што се Дарен Кокс и Марко Мартин Емерсон. Мартин добри диџеи, да. Одличен. И оној виж како се ка виж. Оној Вукашин со Зоки. Од операција Триумф. Тој што правеше. Гледаш операција Триумф? Гледам да ти кажам. Озбилно? Искрено гледам. И кој ти е највак? Пушташ порачиња? Не, по ноđиња. Како беше, оној вицот го знаеш... Со порачиња по ноđиња? Не, реклама некоја, дајте ми 2 погачици и 2 попрслуци. Да се насмееме малку. Малку да се нашалиме. Да се нашалиме, што се да ти кажам. Да бе, не, искрено следам. И што мислиш за македонецот што си отиде? Кристијан беше. Му направија ли на човекот честно нешто или тоа беше од масоните? Чекај да те прашам нешто. Прозбори ли човекот бе тие 2 недели у куќа? Збореше кај тоа психологот. Кај психологот збореше? А знаеш што збореше? Ја проблем со акцентот. Не, ја го фатив на сцена кога му играше на тој, кај оној сите што го мразат оној едниот, како се викаше? Тој сите што го мразат. Тој е антипатичен, никаков гнида еден. Нема врска како беше името. Овој јадеше супа, и му рече со таквото, и овој му рече, дај ми од цт дај ми. И овој му рече, јаој свашта. И тоа ми беше сцена столјече ми беше тоа. Сцена столјече. За операција Триумф некако ни дое, може ајде, така ќе почнеш. Сакам да те прашам и за водителиве, добрите се на Триумф. И одма да се надоврзам со твојата историја како водител. Кои водители? Тој Маца и Милан. Маца е добар, овој Милан е екстра. Да,
стандардно. Ма добро, тоа се актери, така. Актер не може да биде лош водител. Да, а дали освен ако си лош актер. басист дали може да биде добар водител? Ја мислам дека да. Може да биде добар водител. Мислам дека може да биде одличен. И кој да знае? Биле. И биле басисти што биле одлични водители. И биле и Драгана и Јована и сите други. Да, и Миле. Не, и биле имало добри басисти што биле добри водители. Мада имале и проекти у кои што не се сноѓале баш. Ти многу добро се сеќаваш на. Се сеќавам на Перо диџеј исто што е и басист у супер овакво и беше водител во една спортска телевизија. Беше на повеќе. Имаш и вакво едно слично шоу. Одлично. Му ја украдо идејата, бе. После дојдоа млади фаци му ја краде идејата и со бендови уживо со она. Абе тоа да фатиш, што да ти кажам. Плоштад? Не, искрено сега да ти кажам, многу ми се допаѓа што го правиш. Шала на страна и цепа е вака и баш ми е кеф што по неколку години се најде човек како тебе, не по неколку години, претходно не се сеќавам да имало шоу од овој тип, кај што има бендови во живо. И тоа го ценам и го ценат многу. Гледам да има и различни бендови, на пример, денеска многу добра група Чарли Хит, ги знаеш? Ги знаеш Чарли Хит уствари? Добро, Бодин ми го спомна, тоа е внук на нашиот апанар, како Попов, поздрав до гените, значи крушка под крушка паѓа. Крушка под јаболко не паѓа. Не па воопшто. Нема теорија да па. Работа, стара народна поговорка. Пеца, уште нешто што не те прашав. Па не знам, само цепај така со емисија и бујрам луѓе на таксират и... Да, сигурно. Значи, да не правиме глупости, 300 денари за таксират се... 300 денари за маркина мол за руц, за тие ставал некој и суперхикс. Мислам, тај, молим те... Свеј Гъран Ериксон. Свен Гора. Како и да се викаш. Ама добар тој, добар гитарист. Така, ти благодарам за поканата, мислам доста беше плямпање. Ќе дојдеш со Суперхикс. Да, ќе отсвириме нешто, ќе отсвириме затоа што е одлична емисија. Фала ти многу и имајте многу ја концерт на такси да се гледаме таму и да го испратиме Пеце, а ние да свртиме една партија на брзина.